Ова се имињата на Израелевите синови кои слегуа со Јаков во Египет, секој со своето семејство: Рувим, Симеон, Леви и Јуда, Исакар, Завулон и Вењамин, Дан и Нефталим, Гад и Асир. Вкупно беа 70 души Јаковови потомци, а Јосиф веќе беше во Египет. Јосиф умре, а изумреа и сите негови браќа и целото тоа поколение. Ама израелците беа родни, се намножија и многу се засилија, така што ја наполнија земјата. Тогаш во Египет завладеа нов цар, кој не го познаваше Јосиф. И тој му рече на својот народ: Ете, Израелевите синови станаа броен народ и посилни од нас. Ајде да постапиме мудро со нив, да им го спречиме растежот, за да не им се придружат на нашите непријатели во случај на војна, да не удрат на нас и на крај да се отидат од земјата. И поставија врз нив надгледувачи да ги измачуваат со тешки работи. Така му изградија на фараонот градови, складишта, Питом и Рамзес, ама колку повеќе ги измачуваа, тие уште повеќе се размножуваа, напредуваа и се ширеа, така што египетците се плашеа од израелците. И египетците се нафрлија жестоко на израелците. Им го загорчуваа животот со тешки работи, со правење на кал и притари, со разни полски работи и со разновидни напори, што им ги наметнуваа немилостиво. Египетскиот цар им се обрна и на еврејските бабици, од кои името на едната и беше Сепфора, а на другата Фуа, па им нареди: кога при раѓањето им помагате на еврејките, наблюдувајте, ако е детето машко, убијте го, ако е женско, нека живее. Но бабиците се плашеа од Бога и не правеа како што им нареди египетскиот цар, туку ги оставаа во живот машките деца. Затоа египетскиот цар ги повика бабиците и им рече: зошто работевте така и ги остававте во живот машките деца? На тоа бабиците му одговорија на фараонот: еврејките не се како египетските жени, тие се здрави, тие веќе родиле пред да дојде бабицата кај нив. Бог го прими тоа за добро на бабиците, народот се множеше и многу порасте, а бидејќи бабиците се боеа од Бога, тој им подари потомство. Тогаш фараонот му нареди на целиот свој народ: фрлете го во реката секое машко дете, што ќе им се роди на евреите, само женските деца оставете ги во живот. Еден човек од племето Левиево отиде и се ожени со една од ќерките Левиеви. Жената зачна и роди машко дете, па кога виде дека е многу убаво, го криеше 3 месеци. Но кога не можеше повеќе да го крие, мајката зеде кошниче од трски, го оплепи со смола и катран и откако го стави детето во него, го однесе во трската крај реката, а сестрата негова застана подалеку за да гледа што ќе стане со него. Керката пак фараонова слезе до реката за да се капе, а и незините слуги одеа покрај реката. И таа го забележа кошничето во трската, па испрати една од слугите своји да го донесе. А кога го отвори, виде дете и тогаш детето заплака. Таа се смили на него и рече: ова е еврејско дете. Тогаш сестрата негова и рече на керката фараонова: сакаш ли да одам да викнам тојлка, еврејка, да ти го дои детето? А керката фараонова и рече: оди. И девојчето отиде и ја викна мајката на детето. Керката фараонова и рече: чувај го ова дете и дој ми го, а јас ќе ти платам. И го седе жената детето и го доеше. А кога детето порасна, го одведе ке керката фараонова и таа го посилни. И му стави име Мојсеј, велејки: оти од вода го извадив. По многу време, кога Мојсеј стана возрасен, отиде меѓу браќата своји, синовите Израилеви, и ја виде маката дивна, и забележа како еден египтијанин бие евреин, еден од браќата негови. Се обзрна на сите страни, и кога виде дека нема никој, го уби египтијанинот и го закопа во песокта. Утредента излезе пак и виде двајца мажи евреи како се тепаат и му рече на оној кој беше виновен: зошто го биеш ближниот свој? А тој одговори: кој те постави тебе за старешина и судија над нас? Да не сакаш и мене да ме убиеш како што го уби египтјанинот? Тогаш Мојсеј се уплаши и рече: значи се разбрало за ова. И фараонот беше чул за ова, па сакаше да го погуби Мојсеј. Но Мојсеј избега од фараонот и се насели во земјата Мадиамска. Кога дојде во земјата Мадиамска, седна крај еден извор, а свештеникот Мадиамски пак имаше 7 ќерки, кои ги пасеа овците на татка си Јотор. И тие дојдоа и почеа да земат вода додека не ги наполнија поилата, за да го напојат стадото на таткото свој Јотор. Но дојдоа овчари и ги стераа, а Мојсеј стана и ги одбрани, им налеа вода и им го напои стадото.
и тие се вратија кај таткото свој Јотор, а тој ги прача: како толку брзо се вративте денес? Тие одговорија: еден египтјанин неодбрани од овчарите дури не извади вода и ни ги напои овците наши. А тој им рече на гегите своји: па каде е? Зошто се го оставиле така тој човек? Поканете го да јаде леб. И Мојсей рече да живее кај тој човек, а тој му ја даде на Мојсеја за жена керката своја Сепфора, и таа зачна и роди син, и Мојсей му стави име Гирсам, бидејќи сум рече придојден во туѓа земја. И пак зачна и роди втор син и му стави име Елиезер, велејќи Бог на мојот татко ми е помошник и ме избави од рацете фараонови. А по многу време умре царот египетски, а синовите Израилеви уште овкаа од маќи и викаа, и пискотот нивни од тешките работи дојде до Бога, и Бог го чу овкањето нивно, и се сети Бог на заветот свој со Аврам, Исак и Јаков, и погледна Бог на синовите Израилеви, и се смили на нив. Мојсей го пасеше стадото на Јатора, тестот свој, свештеникот Мадијамски, терајки го стадото така преку пустиње, дојде до планината Божја Хорив, и му се јави ангел Господов во огнен пламен во капина, и виде тој, а тоа капината гори со оган, и не изгорува. И Мојсей рече: да појдам да го видам ова чуда, зашто капината не изгорува. А кога виде Господ дека тој доаѓа да види, извика Господ од капината и рече: Мојсей, Мојсей! А тој одговори: еве ме Господи. И он рече: не приоѓај ваму, собој ги обувките твои од носете, зашто ова место на кое стоиш е света земја. И му рече: јас сум Бог на таткото твој, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковов. А Мојсей го сврди лицето свое, зашто се плашеше да погледа кон Бога. И Господ му рече на Мојсей: ги видов страдањата на народот мој во Египет и го чув пискотот негов од злото, што му го прават надзорниците. Сега знам маката негова, па слегов да го избавам од рацете египетски и да го изведам од таа земја и да го воведам во земја добра и пространа, во земја каде што тече мед и млеко, во крајот на хананејците, хетејците, аморејците, ферезејците, гергесејците и јевусејците. И еве сега викотот на синовите Израилеви стигна веќе до мене, и јас го видов гнетот со кој ги мачат египтјаните, а сега појди, јас те испраќам кај фараонот, царот египетски, за да го изведеш од Египет народот мој, синовите Израилеви. Мојсей пак му проговори на Бога: кој сум јас да одам кај фараонот, царот египетски, и да ги изведам синовите Израилеви од земја египетска? Му рече Бог на Мојсей, велејќи: ќе бидам со тебе, и ова нека ти биде знак дека јас сум те испратил. Кога ќе го изведеш народот мој од Египет, помолете му се на Бога на оваа планина. А Мојсей му рече на Бога: еве, ќе појдам кај синовите Израилеви и ќе им речам: Бог на татковците ваши ме испраќа кај вас. И ако тие ме прашаат како му е името, што ќе им речам тогаш? Бог му одговори на Мојсей, велејќи: јас сум оној кој вечно постои. Па продолжи: така ќе им кажеш на синовите Израилеви: оној кој вечно постои ме испрати кај вас. И пак му рече Бог на Мојсей: вака кажи им на синовите Израилеви: Господ Бог на татковците наши, Бог Авраамов и Бог Исаков и Бог Јаковов ме испрати кај вас. Ете, тоа е името мое вечно. И тоа е споменот за мене од колено на колено. Оди и собери ги старешините Израилеви и кажи им: Господ Бог на татковците ваши ми се јави, Бог Авраамов и Бог Исаков и Бог Јаковов, и ми рече: ве посетив и видов што ви се прави во Египет, и реков: уште ќе ве изведам од маките египетски во земјата хананска и хетејска и аморејска и ферезејска и евејска и јевусејска, во земјата каде што тече мед и млеко, и тие ќе го послушаат гласот твој, а ќе отидеш ти и старешините Израилеви кај фараонот, царот египетски, и ќе му речеш: Господ Бог на евреите не повика да појдеме на 3 дена пат во пустињата, за да му принесеме жртва на Господа нашиот Бог, а јас знам дека фараонот, царот египетски, нема да ви дозволи да излезете без силна рака, но ќе ја пружам раката своја и ќе ги поразам египтјаните со сите мои чудеса што ќе ги направам меѓу нив. Потоа ќе ве пушти и ќе му дадам милост на овој народ кај египтјаните, така што кога ќе појдете, нема да појдете празни, туку секоја жена нека побара од соседката своја и од пријателката своја сребрен и златен накид и облека, и ќе ги украсите со нив синовите ваши и ќерките ваши, и така ќе ги плените египтјанките. Тогаш Мојсей одговори и рече: а ако не ми поверуваат и не го послушаат гласот мој, туку ми речат: не ти се јавил Господ, што ќе им речам? А Господ му рече: што ти е тоа во раката? А тој одговори: стап. И му рече: фрли го на земја. И го фрли на земја, а тој стана змија. И Мојсей избега од неа, а Господ му рече на Мојсей: испружи раката своја, па фати ја за опашката. И ја испружи раката и ја фати за опашката, и пак стана стап во раката негова.
Така ќе поверуваат, оти ти се јавил Господ, Бог на татковците твои, Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Јаковов. И пак порече Господ, стави ја сега раката своја во пазувата своја. И тој ја стави раката своја во пазувата своја. Ако га извади, а тоа раката му побелела од лепра како снег. И пак му рече Господ, стави ја пак раката своја во пазувата своја. И пак ја стави раката своја во пазувата своја. Ако га извади од пазувата, таа пак станала како што му беше целото тело негово. Па ако не ти поверуваат и не го послушаат гласот твој при првиот знак, ќе ти поверуваат при вториот знак. Ако не поверуваат и на двата знака и не го послушаат гласот твој, а ти тогаш земи вода од реката и истури ја на суво. И водата замена од реката ќе се претвори во крв на земјата. А Мојсей му рече на Господа: О Господи, те молам, не сум доброречив човек, ни порано сум бил, ниту вчера, ни завчера, па ни сега, откако проговори ти со слугата твој, бидејќи немам добар глас и тепкам, тешко зборувам, а Господ му рече на Мојсей: Кој му дал уста на човекот? Кој го прави нем или глув да гледа или да е слеп? Зар не јас ли, Господ Бог? Па сега оди и јас ќе ти ја отворам устата твоја и ќе те научам што ќе зборуваш. Но Мојсей пак му рече: Те молам, Господи, избери друг што ќе го испратиш. И се разгневи Господ на Мојсей и рече: Нели ти е брат Арон левитот? Знам дека е способен и тој ќе зборува наместо тебе. Јеве, тој ќе те сретне и кога ќе те види, ќе се зарадува во себе. Нему ќе му кажеш и ќе ги ставиш моите зборови во устата негова. И јас ќе ти отворам устата твоја и устата негова и ќе ви покажам што да правите. И тој место тебе ќе зборува на народот. И така тој ќе ти биде тебе уста, а ти ќе му бидеш нему место Бога. И тој стап, што беше претворен во змија, земи го во својата рака, со него ќе правиш чуда. Тогаш отиде Мојсей и се врати при Јотора, тестот свој, и му рече: Ќе појдам и ќе се вратам кај браќата мои во Египет, да видам дали се уште живи. И му рече Јотор на Мојсей: Оди со здравие. По оние многу денови умре царот египетски и му рече Господ на Мојсей во земјата Мадијамска: Оди, врати се во Египет, зашто изумреа сите што ја бараат душата твоја. Тогаш ја зеде Мојсей жената своја и децата своји и ги качи на осли и се врати во Египет, а стапот Божји го седе Мојсей во раката своја. И му рече Господ на Мојсей: Кога ќе отидеш и се вратиш во Египет, гледај да ги направиш пред фараонов сите чудеса за кои ти дадов моќ во рацете твои, а јас пак ќе го ожесточам срцето негово да не го пушти народот. А ти кажи му на фараонот: Вака вели Господ Бог еврејски: Израил е мојот првороден син. Ти реков да го пуштиш народот мој да ми послуши. Ако одбиеш да го пуштиш, внимавај, јас ќе ги убијам твојот првороден син. И кога патем ноќеваше, го сретна ангел Господов и сакаше да го убие. Тогаш Цепфора зеде остар камен и го обрезе крајот од телото на својот син и клекна пред носете на Мојсей и рече: Етеа крвта од обрезанието на мојот син. Тогаш ангелот отиде од него, а таа рече: Поради обрезанието застана крвта на синот мој. А Господ му рече на Арона: Излези во пустињата и отиди да го сретнеш Мојсей. И отиде да го сретне во планината Божја. И се целиваа обајцата. Мојсей пак му ги кажа на Арон сите зборови Господови, кој го испрати, и сите знаци, што му ги беше заповедал. И отидоа Мојсей и Арон и ги собраа сите старешини и синовите Израилеви. А Арон им ги кажа сите зборови што му ги беше кажал Господ на Мојсей, а Мојсей ги изврши сите знаци пред народот. Народот поверува и се израдуваа, зашто Господ Бог ги посети синовите Израилеви и погледна на маката нивна, па паднаа на колена и се поклонија. А потоа влегоа Мојсей и Арон кај фараонот, па му рекоа: Вака вели Господ Бог Израил: Пушти го народот мој да празнува празник во моја чест во пустињата. Но фараонот рече: Кој е за да го послушам гласот негов и да ги пуштам синовите Израилеви? Не го познавам Господ, ниту ќе го пуштам Израилот. А тие рекоа: Бог на евреите не повика нас 3 дена пат да одиме во пустињата, за да му принесеме жртва на Господа нашиот Бог, да ни испрати он на нас смрт или убиство. Тогаш царот египетски им рече: Зошто вие Мојсей и Арон го одлекувате народот од работата негова? Одете си секој од вас по својата работа. И фараонот уште додаде: Ете, сега се намножи народот во земјата, но нема да му дадеме почивка од работите. И им заповеда фараонот на надзорниците за работа над народот и на настојниците негови и рече: Од сега на народот нема да му давате плева за правење тули, како досега, туку сами нека одат
да се собираат плева, а колку туди досега правеле, настојувајте толку да правете и од сега, ништо не намалувајте, оти се без работа, па затоа викаат и велат, да одиме и да му принесеме жртва на нашиот Бог, нека им се зголеми работата на тие луѓе, тогаш ќе се грижат, за тоа и нема да слушаат празни зборови. И ги принудија нив надзорниците и настојниците и му рекоа на народот, вака вели фараонот, нема да ви даваме веќе плева, одете сами и собирајте си плева каде што ќе најдете, а од работата нема ништо да ви се намали. И се разотиде народот по целата земја египетска за да собира стрнки наместо плева, а надзорниците навалуваа, велејќи, вршете ги определените работи ваши секој ден, како и порано, кога имавте плева, и настојниците од родот на синовите Израилеви, кои ги поставија над нив надзорниците на фараонот, беа биени и им се велеше, зошто и денес не изработивте толку тули, колку што ви е определено, како што правевте и порано. И отидоа настојниците на синовите Израилеви пред фараонот, па извикаа и рекоа, зошто постапуваш така со слугите твои? Плева не им се дава на слугите твои, и пак ни се вели, правете тули и ете, ги бијат слугите твои, го непрадуваат твојот народ, но тој им одговори, седите без работа, не работете, па затоа велите, да одиме, да му принесеме жртва на нашиот Бог. Затоа сега одете, работете, плева нема да ви се даде, а тули ќе предавате во определен број. И настојниците на синовите Израилеви се видоа во зло, оти им се рече, дневната количина на тулите не смеете да намалите. А кога излега од фараонот, ги сретнаа Мојсей и Арон, кои идеа во пресед, па им рекоа, Бог нека види и нека ви суди, што не намразивте кај фараонот и службениците негови, и им дадовте меч во рацете, за да не убиваат. Тогаш Мојсей се обрна кон Господа и рече, Господи, ти се молам, Господи, зошто го воведе во неволја овој народ и зошто не испрати мене? Оти откако излегов пред фараонот и проговорив во Твое име, тој уште полошо постапува со овој народ, и ти не го избави народот свој. И Господ Бог му рече на Мојсей, еве, ќе видиш што ќе му направи на фараонот, со рака силна ќе ги пушти, под дејство на рака цврста, дури ќе ги истера од земјата своја. И уште му зборуваше Бог на Мојсей, па му рече, јас сум Господ, јас му се јавив на Аврам, Исак и Јаков, како семокен Бог, а со името мое како Господ не сум им се открил. И направив завет свој со нив, дека ќе им ја дадам земјата хананска, земја во која беа тие придојдени и во која живеа како туѓинци. И чув воздишките на синовите Израилови, кои египтјаните ги измачуваат, и се сетив на заветот мој. Затоа појди и кажи на синовите Израилеви, велејќи, јас сум Господ, ќе ве изведам од египетското насилство, ќе ве избавам од робското нивно, ќе ве спасам вас удирајки со силна рака и со суд голем, ќе ве земам за свој народ, ќе ви бидам Бог, па ќе познаете дека јас сум Господ Бог ваш, кој ќе ве изведе од египетската земја и ќе ве воведам во она земја за која кренав рака и се заколнав дека ќе му ја дадам на Аврам, на Исак и на Јаков и ќе ви ја дадам вам во наследство. Јас Господ Мојсей им го кажа тоа на синовите Израилеви, но тие не го послушаа Мојсей од малодушност и поради тешките работи. Тогаш Господ пак му рече на Мојсей, велејќи, влези, кажи му на фараонот, царот египетски, да ги пушти синовите Израилеви од земјата своја. А Мојсей проговори пред Господа и рече, ете, синовите Израилеви не ме послушаа, а како ќе ме послуша фараонот? А освен тоа, јас сум спор во зборувањето, но Господ им зборуваше на Мојсей и Арон и ги задолжи да одат кај синовите Израилеви и кај фараонот, за да ги пушти синовите Израилеви од земјата египетска. Ова се старешините на нивните домови, синовите на Рувима, првородениот син Израилев, Енох и Фалус, Асрон и Харми. Тоа е племето Рувимово, а синовите Симеонови се Јемоил, Јамин, Аот, Ахин, Сар и Саул, син на една Хананејка. Тоа е племето Симеоново. А еве ги имињата на синовите Левиеви, според сродствата нивни, Гирсон, Каат и Мерари, а Леви поживе 137 години. Синови пак Гирсонови беа Ловени и Семеј со семејствата нивни. Синови Каатови Амрам и Исар, Хеврон и Озил, а годините на Катовиот живот беа 133, а синовите Мерариеви се Моли и Муси. Тоа се семејствата на Леви според сродствата нивни. Амрам се ожени со Јохаведа, братучетката своја, и таа му ги роди Арона и Мојсеја и Маријам, сестрата нивна. Амрам поживе 137 години.
Sinovi pak Isarovi bea Korej, Nafek, Zehri, sinovite Ozilovi se Misail, Elisafan i Segri. Aaron je zede za žena Elizaveta, kerkata Aminadavova, sestra Nasonova. I ta mu je rodi Nadava i Avjuda, Eleazara i Iramara. Sinovi Korejevi bea Asir, Elkan i Aviasav. To je potomstvo do Korejevo. I Eleazar, sin od Aronov, se oženi s jednoj tekite Futilovi i ta mu rodi Finesa. To se starešinite na Levijavoto pleme. Spored njimite semenstva. Aaron i Mojsej, toa se on je, na koji Gospod im reče da gi izveda sinovite Izraelevi od zemljata Egipetska, so silata na družinite nivni. Ovije se on je koji mu zboruva na faraonot carot Egipetski, za da gi izveda sinovite Izraelevi od zemljata Egipetska, toa se Aaron i Mojsej. Onoj den koga Gospod mu govoreže na Mojseja od zemljata Egipetska i mu reče Gospod na Mojsej veliki, ja sum Gospod, kaži mu go na faraonot carot Egipetski se ona što ja ti go rekov. A Mojsej mu reče na Gospoda, eve, nedobrorečiv sum, pa kako ke me posluša faraonovi? I Gospod mu reče na Mojsej veliki, ete, ja ste postavi da mu bideš Bog na faraonov, a Aaron, brato tvoj, ke ti bide prorok tvoj. Ti ke mu zboruje sve što tebe ke ti zapoveda, a Aaron pak brato tvoj ke mu zboruva na faraonov, da gi pušti sinovite Izraelevi od zemljata svoja. Samo jaz ke go ožestočam srcето na faraonov i ke gi umnožam znacite moji i čudesата moji vo zemljata Egipetska. Faraonot sepak nema da me posluša, no jaz ke ja stavam rakata svoja nad Egipet i со силата моја ke go izvedam narodот moj. Sinovite Izraelevi od zemljata Egipetska со strašna odmazda i ke poznaat sите Egiptijani дека јас сум Господ, кога ја протерам раката своја над Египет и кога ќе ги изведам синовите Израелеви од нивната средина. И направија така Мојсей и Арон, како што им заповеда Господ, така направија. Мојсей имаше 80 години, а Арон братот негов 83 години. Кога зборуваа со фараонот, им рече Господ на Мојсей и на Арон велејки, а ако фараонот ви каже и рече направете некакво чудо или дајте знак, тогаш кажи му на Арон, братот твој, земи го стапот и фрли го на земја пред фараонот и неговите слуги, тој ќе стане змија. Потоа Мојсей и Арон легоа кај фараонот и слугите негови и направија така, како што им заповеда Господ. И го фрли Арон стапот свој пред фараонот и пред слугите негови и тој стана змија. Тогаш фараонот ги повика мудреците египетски и врачевите и тие направија исто со своето врашење. И секој од нив го фрли својот стап и тие станаа змии. Само стапот Аронов ги проголта нивните стапови, но срцето фараоново се сврна и не ги послуша нив, како што им беше рекол Господ. И му рече Господ на Мојсей, кораво е срцето фараоново и нема да го пушти народот. Појди утре при фараонот и ете тој ќе излезе до водата и пресретни го на речниот брег. Стапот пак што се претвори во змија, земи го во раката своја и рече му Господ Бог на евреите, ме испрати кај тебе да ти кажам, пушти го народ мој, за да ми изврши служба во пустињата. Ни ти, ете, досега не го послуша, затоа Господ вели, по ова ќе познаеш дека јас сум Господ. Еве со стапов што ми е во раката, ќе удрам по водата која е во реката, и таа ќе стане крв. И рибите што се во реката ќе изумрат, и реката ќе се смириса, а египтјаните не ќе можат да пијат вода од реката. Му рече Господ на Мојсей, кажи му на Арон, братот твој, земи го стапот свој во раката твоја и пружи ја раката своја над водите египетски, над реките нивни и над езерата нивни и над сите нивни собиралишта на води. И тие ќе се претворат во крв и се ќе стане крв по целата земја египетска и по дрвјата и по камењата. Направија Мојсей и Арон така како што заповеда Господ и го зеде Арон стапот свој, па удри по речната вода пред очите на фараонот и слугите нивни и сета вода речна се претвори во крв и изумреа рибите што беа во реката и се смириса реката, така што египтјаните не можеа да пијат вода од реката и крв имаше по целата земја египетска, но и врачевите египетски го направија истото со своето вражање. И срцето на фараонот се ожесточи и тој не ги послуша нив, како што им беше рекол Господ. Потоа се сврте фараонот и се отиде од домот свој и ни од тоа не се поучи тој. А египтјаните сите почеа да копаат околу реката, барајки вода за пиење, зашто не можеа да пијат вода од реката, и така изминаа 7 дена откако ја утри Господ реката. Потоа Господ пак му рече на Мојсей, оди при фараонот и рече му, вака вели Господ, пушти го народ мој да му изврши служба,
A ako ne se soglasiš da go puštiš, eve, jaz ќе porazam целата земја твоја со жаби, и реката ќе се исполни со многу шаби, и тие ќе излезат и ќе влезат кај тебе дома, и во твојата спална, и во постелата твоја, и во куќата на слугите твои и народот твој, и во печките твои, и во ноквите твои, а врз тебе ќе скокаат жаби, и врз народот твој, и врз слугите твои. И му рече Господ на Мојсей, кажи му на Арон, братот твој, кружи ја раката своја со стапот свој врз реките, врз изворите и врз езерата, и направи жаби да излезат по земјата египетска. И ја пружи Арон раката своја врз водите египетски, и произлегоа жаби, и ја покрија земјата египетска, но и врачевите египетски го направи истото за своето гражање, па изведоа жаби по земјата египетска. Тогаш фараонот ги повика Мојсей и Арон и им рече, помолете му се на Господ за мене, да ги острани жабите од мене и од народот мој. И јас ќе го пуштам народот да му принесе жртва на Господ. А Мојсей му рече на фараонот, определи кога сакаш да му се помолам за тебе, за слугите твои и за твојот народ, за да се отстранат жабите од тебе и од народот твој и од куќите ваши, а само реката да остане. И определи утре, а Мојсей рече, нека биде како што рече ти, за да познаеш дека нема друг Бог освен Господ, нашиот Бог. Ќе отидат жабите од тебе, од куќите ваши, од дворовите на слугите твои и од народот твој, само во реката ќе остане. Потоа Мојсей и Арон излегоа кај фараонот и Мојсей му се помоли на Господ за разграничување на жабите, како што беше се договорил со фараонот. И Господ направи како што измоли Мојсей. Жабите изгинаа по куќите, по дворовите и по нивите нивни, и ги собраа на купишта, така што земјата засмртне. А кога фараонот виде дека злото помина, му отврна срцето и не ги послуша нив, како што беше рекол Господ. Тогаш Господ му рече на Мојсей, кажи му на Арон, пружи го со раката стапот свој и удри по правот на земјата, и ќе се појават мушички по целата земја египетска. Арон го пружи со раката стапот свој и удри по правот на земјата, и се појавија мушички по луѓето и по тоборокот. Сиот песок на земјата се претвори во мушички по целата земја египетска. Се обидоа и вражачите египетски со врашењата своји да произведат мушички, но не можеа, и имаше мушички по луѓето и по добитокот. И му рекоа вражачите на фараонот, ова е знак Божји. Но срцето на фараонот пак се сврдна и не ги послуша, како што беше рекол Господ. И му рече Господ на Мојсей, стани утре и застани пред фараонот. Тогаш тој ќе излезе кај реката, па кажи му, вака вели Господ, пушти го народот мој да ми послужи. А ако не сакаш да го пуштиш народот мој, еве јас ќе пуштам врз тебе и врз слугите твои и врз народот твој и во домовите ваши бубачки, и ќе се исполнат со бубачки куќите египетски и земјата на која се, а во оној ден ќе ја одделам земјата Гесем, каде што живее мојот народ, и таму нема да има бубачки, за да познаеш дека јас сум Господ Бог на целата земја, и ќе направам разлика меѓу народот мој и народот твој. Утре ќе го има тој знак на земјата. И направи Господ така, и се појавија многу бубачки во куќите на фараонот и во куќите на слугите негови и во целата земја египетска, така што се стотре земјата од бубачките. Фараонот ги повика Мојсей и Арон и им рече, отидете, принесете му жртва на вашиот Господ Бог во оваа земја. Но Мојсей рече, не е можно така да биде, зашто пренесувањето жртва на Господ нашиот Бог е нечисто за египтјаните пред нивните очи. Тие нема ли да не убијат со камења? 3 дена пат ќе одиме во пустињата, па да му принесеме жртва на Господа нашиот Бог, како што ни рече нашиот Господ. И одговори фараонот, ќе ве пуштам да му принесете жртва на Господа вашиот Бог во пустињата, но не одете подалеку и помолете се на Господа и за мене. А Мојсей рече, еве јас одам од тебе и ќе му се помолам на Господа, и бубачките утре ќе исчезнат од тебе и од слугите твои, а и од народот твој. Но престани, фараоне, да не мамиш, не пуштајќи го народот да му принесе жртва на Господа. И отиде Мојсей од фараонот и му се помоли на Господа, и Господ направи како што измоли Мојсей, и си отидоа бубачките од фараонот и од слугите негови и од народот, и не остана ниедна, но пак затврдна срцето на фараонот и пак не го пушти народот. Тогаш му рече Господ на Мојсей, влези при фараонот и кажи му, вака вели Господ Бог на евреите, пушти го народот мој, за да ми изврши служба. Оти ако не го пуштиш, па и понатаму го задржуваш, еве раката Господова ќе дојде врз добитокот твој во полето, врз конјите, врз ослите, врз камилите, врз говедата и врз овците. И многу голем помор ќе настане, и во она време ќе направам чуда меѓу добитокот на синовите Израилеви и од сиот добиток на синовите Израилеви. Нема ништо да загине. И определи Господ време велејки,
утре ќе го направи тоа Господ на земјата. И го изврши тоа Господ утрената и сиот добиток египетски исцрка, а од добитокот на синовите Израелеви ништо не загина. И биде фараонот дека од добитокот Израилев не беше загинато ниту едно грло, но фараоновото срце одново отврдна и тој пак не го пушти народот. Тогаш му рече Господ на Мојсей и на Арон, велејќи, земете полни раце пепел од печката и Мојсей нека ја фрли пред фараонот и пред слугите негови спрема небото, и ќе се дигне прав по целата земја египетска, а од неа ќе се појават воспаленија и на луѓето и на добитокот по целата земја египетска. Изедоа пепел од печката и застанаа пред фараонот. Па ја фрли Мојсей спрема небо и се појавија гнојни струпије по луѓето и по добитокот, и вражачите не можеа да стојат пред Мојсей поради струпијето. И зашто струпје имаше и на вражачите и на сите египтјани. И го ожесточи Господ срцето на фараонот и тој не ги послуша како што му беше рекол Господ на Мојсей. Потоа му рече Господ на Мојсей: стани утре рано и излези пред фараонот и речи му: еве што вели Господ Бог на евреите, пушти го народот мој да ми послужи, оти овој пат ќе ги пуштам сите зла, за да познаеш дека нема друг како што сум јас на целата земја. Оти сега ако ја пружам својата рака, ќе те поразам тебе и народот твој со помор, така што ќе се истребите од земјата. А те оставив досега само за да ја покажам над тебе силата своја, за да биде проповедано името мое по целата земја. Уште ли ќе се креваш над мојот народ и нема ли да го пуштиш? Па еве, утре, токму во овој час, јас ќе пратам град многу голем, каков што немало во Египет, откако настал па до сега. Затоа сега побрзај да се прибере добитокот твој и се што имаш по полето, оти ќе падне град врз сите луѓе и врз добитокот, а оние што ќе се затечат во полето и не бидат прибрани дома, ќе падне град врз нив и ќе загинат. Оние фараонови слуги кои се уплашија од зборовите Господови, брзо го прибраа добитокот свој по куките, а оној пак кој не им поверува на зборовите Господови, тој го остави добитокот свој во полето и му рече Господ на Мојсей: пружи ја раката своја кон небото и ќе удри град по целата земја египетска, врз луѓето, врз добитокот и врз тревата земна. И Мојсей ја крена раката кон небото и Господ пушти громови и град и течеше оган по земјата и прати Господ град врз целата земја египетска. Паѓаше град, а и оган гореше со градот многу силен, каков што немало во целата земја египетска, откако биле населени луѓето во неа. А градот уништи во целата земја египетска се, од човек до животно, и градот ги уништи сите растенија по полето и сите дрвја во полето ги сотре. Само во земјата Гесем, каде што беа синовите Израелеви, немаше град. Тогаш прати фараонот и ги повика Мојсей и Арон и им рече: сега сгрешив, Господ е праведен, а јас и мојот народ сме грешници. Помолете му се на Господа за мене, нека престанат громовите Божии и градот и огнот на земјата, па ќе ве пуштам и повеќе никој да не ве задржува. А Мојсей му рече: штом ќе излезам од градот, ќе ги кренам рацете мои спрема небото кон Господа и громовите ќе престанат и град и дожд повеќе нема да има, за да познаеш дека земјата е Господова. Но знам дека ти и слугите твои уште нема да се плашите од Господа. И така пропадна ленот и јачменот, зашто јачменот беше искласал, а ленот фаќаше семе, а пченицата и ршта не пропаднаа, бидејќи беа доцни жита. И Мојсей излезе од кај фараонот надвор од градот, ги издигна рацете свои кон Господа, престанаа громовите градот и град и дожд не паднаа веќе на земјата. Но фараонот, откако виде дека престана дождот, градот и громовите, продолжи пак да греши и закорави срцето негово и на слугите негови. Се ожесточи срцето фараоново и на слугите негови, и тој пак не ги пушти синовите Израилеви, како што му беше рекол Господ преку Мојсей. Тогаш Господ му рече на Мојсей велејки: оди при фараонот, зашто јас му го ожесточив срцето негово и срцето на слугите негови, за да ги покажам овие знаци врз нив, па да им прикажувате на челата ваши и на внуците ваши што им направив на египтјаните, како и за знаците мои што ги покажав пред нив, и за да знаат дека јас сум Господ. И отидоа Мојсей и Арон кај фараонот и му рекоа: еве што вели Господ Бог на евреите, до кога не ќе сакаш да се застрамиш пред мене? Пушти го народот мој да ми послужи. Оти ако не сакаш да го пуштиш народот мој, еве утре во ова време ќе пратам скакулци на целата земја твоја и тие ќе го покријат лицето на земјата, така што не ќе се гледа, а ќе го изедат остатокот зачуван од градот, ќе го изедат и секое дрво што ви расти по полето, и ќе ги наполнат куќите твои, куќите на слугите твои и сите куќи по целата земја египетска,
какво што не видели татковците твои, ни прадедовците нивни, откако живеат на земјата па се до денес. И свртувајќи се, отиде Мојсей од фараонот. Тогаш луѓето му рекоа на фараонот: до кога овие маки, пушти ги луѓето, нека му заблагодарат на Господа нивниот Бог, или сакаш да гледаш како Египет пропаѓа? И ги вратија Мојсей и Арон пред фараонот и им рече фараонот: одете, послужете му на Господа вашиот Бог. А кои се тие што ќе одат? Мојсей одговори: ќе одиме и млади и стари, со синовите своји и со ќерките своји, со овците своји и воловите своји. Ќе одиме, зашто тоа ќе биде празник во чест на Господа нашиот Бог. И им рече фараонот: така нека биде, нека е Господ со вас, ќе ве пуштам, но зошто се децата ваши? Ете, лошо лукавство имате, не така, но да одите само мажите и заблагодарете му на Господа, зашто тоа сами баравте. И ги истераа од кај фараонот. Тогаш му рече Господ на Мојсеја: протегни ја раката своја над земјата египетска и ќе излезат скакулци на земјата египетска, па да ја излезат сета трева по земјата, сиот плод што остана неудрен од градот. И го крена Мојсей стапот свој кон небото и над египетската земја наведе Господ јужен ветер, кој дуваше цел ден и цела ног. А кога се раздени јужниот ветер, довеа скакулци и ги навеа нив над целата земја египетска и нападнаа по сите краишта египетски во голем број. Такви скакулци никогаш немало, ниту такви ќе има некогаш. И го покрија лицето на земјата, така што на земјата ништо не се гледаше. И ја изедоа седа трева на земјата и сиот род по трвјата и од тревата полска во целата земја египетска. Тогаш фараонот брзо ги повика Мојсей и Арон и рече: прегрешив пред Господа, вашиот Бог, и пред вас, но уште сега прости ми го гревот мој и молете му се на својот Господ Бог да ја острани од мене само оваа смрт. А откако излезе Мојсей од кај фараонот, па му се помоли на Господа и сврте Господ ветер од морето многу силен и тој ги крена скакулците и ги фрли во Црвеното море и не остана ниту еден скакулец во целата земја египетска, но Господ го затврна срцето на фараонот и тој не ги пушти синовите Израилеви. И му рече Господ на Мојсей: крени ја сега раката своја кон небото и ќе биде густа темнина по целата земја египетска, таква што дури опиплива ќе биде. И Мојсей ја подигна раката своја кон небото и настана густа темнина, мрак и бура по целата земја египетска, која потраја цели 3 дена. Луѓето не се гледаа еден со друг 3 дена и никој не се поместуваше по целата своја 3 дена, но по местата каде што живееа синовите Израилеви имаше виделина. Тогаш фараонот го повика Мојсей и Арон и им рече: одете, заблагодарете му на Господа вашиот Бог, само овците ваши и воловите ваши нека останат, а имотот ваш нека оди со вас. Но Мојсей рече: не, ама ти треба да не снабдиш со приноси и жртви се паленици, што ќе ги принесиме на Господа нашиот Бог. Затоа и добитокот наш нека оди со нас, да не остане ни копито, зашто од него треба да земеме нешто со што ќе му заблагодариме на Господа нашиот Бог, но додека не пристигнеме таму, не знаеме каква жртва ќе му принесеме на Господа. И Господ пак го отврна срцето на фараонот и тој не сакаше да ги пушти. И му рече фараонот: изстави се од пред мене, повеќе да не ми излегуваш пред очи, и оној ден кога ќе ми дојдеш пред очи ќе загинеш. А Мојсей рече: право кажа, нема повеќе да ти го видам лицето. Пак му рече Господ на Мојсей: уште едно зло ќе пратам над фараонот и над Египет, па тогаш ќе ве пушти од тука. И кога ќе ве пушти, просто ќе ве истера. А сега кажи му на народот тајно: секој човек нека побара од соседот свој и секоја жена од соседката своја накид сребрен и накид златен и облека. И даде Господ народот да најде милост кај египтјаните и им дадоа, а и самиот Мојсей беше многу голем човек пред египтјаните и пред фараонот, пред очите на слугите негови и пред народот. И рече Мојсей: вака вели Господ, на полнок ќе поминам низ Египет и ќе умре секој првороден во земјата египетска, од првородениот син фараонов кој требаше да седне на престолот негов, до првородениот син на слугинката која се наоѓа во воденицата и првородениот добиток, и ќе стане пискот голем по целата земја египетска, како што уште немало, ниту некогаш ќе го има. А кај синовите Израилеви нигде нема ни куче да лавне со својот јазик, ниту против човек, ниту против животно, за да се види колку ќе се прослави Господ меѓу израелците и египтјаните,
pa ke doda sите tije slugi tvoji kaj mene i ke im se poklonat veliki, odi si ti i celio tvoj narod, što go vodiš so sebe. I togaš ki izlezam, i si izleze Mojsej od faraonov so gorem gnev, a Gospod mu reče na Mojsej, nema da me posluša faraonov, za da se umnožat znacite i čudesata moji vo zemlja egipetska. Mojsej i Aron gi napravija site znaci i čudesa pred faraonom, no Gospod mu go ožestoči srceto na faraonot. I той не сакаше да ги пушти синовите Израилеви од земјата египетска. I reče Gospod na Mojsej i na Aron vo zemljata egipetska, velejki, ovoj mesec da vi bide početok na mesecite, da vi bide prv mesec među mesecite vo godinata. Kaži mu na celio sobir na sinovite Izrailjevi i reči im, na 10. den od ovoj mesec sekoj neka zeme jagne šileže spored brod na čelata, znači po jedno na dom. Ako se pomalu vo domu za jedno jagne, neka go zeme kaj sebe sosedom, koji mu je najbližog, so onovku duši koliko što treba, za da može da go izjedat jagneto, a jagneto ili jareto da bi bile zdravo, maško, bez nedostatok od 1 godina, zemete go odosite ili odkozite. I čuvajte go do 14. den od ovoj mesec, a togaš opštio sobir Izrailjev, neka go zakole prik večerina i neka zemat krv od nego i neka gi poprskaat obata do vratnika i pragovite na kukjata vo koja ke go jadat i neka jadat meso istata nog na ogan pečeno, so presen lep, isto gorčljivo zelje, neka jadat. Nemojte da jadete surovo, niti vo voda varena. Tuku na ogan pečeno, so glavata so nosite isto drobovite i ništo nemojte dostavate vo utrinata i koski ne kršete od nego. Ako nešto od nego ostane do utrinata, izgorete go na ogan, a vaka jadete go. Preopašani, obuvkite da vi se nanozete i stapovite vaši, voracete vaši i jadete brzo. To je Pasha Gospodova, oti ke pominjam ni zemljata egipetska ta nog, i ke go ubijam sekoj prvoroden vo zemljata egipetska, od čovek do dobitokot, i ke se odmazdam na site bogovi egipetski, ja sum Gospod. A krvta ke vi bide znak na kukite, vo koji ke bidete tamo, i koja ke vidam krv, ke ve odminam, pa nema da ima među vas pomor, koja ke ja porazam zemljata egipetska, i toj den ke vi bide den nasekjavanje i praznuvajte go toj praznik. Posvetena Gospoda, praznuvajte go od koleno na koleno, večno o zakone. 7 denovi jadete lebovi bez kvas, ušće od prvi den osranete go kvasot od kukite vaši, zašto onoj koji jade nešto so kvas, toj će bide istreben od Izraila. Prvi den da se nareče svet sobor, a i 7. den da bi bide osobeno svet. Nikakva rabota da ne vršite vo tije denovi, osven sa jedenjeto, za kogo koliko što treba, samo to možete da go pravite. I zapazete ova zapoved, zašto vo toj den je izved od vojskata vaša od zemljata egipetska, praznuvajte go toj den od koleno na koleno kako večno zakone, beskvasni lebovi poče da jadete od prvi od mesec vo 40. den večer, pa sve do 21. od isti od mesec do večerta. 7 denovi ne smeje da ima kvas o vašite kući, oti ako neko jade nešto za kvas ke bide istrebena ta duša od opšeskota na Izraelu, bilo da je priroden ili roden po zemljata. Ništo za kvas nemojte da jadete vo site kući vaši, jadete samo beskvasen lep. I gi svika Mojsej site starešini na sinovite Izraeljevi i im reče, odete i prigotvete jagne spored semejstvata svoji i zakoljete Pasha, potom zemete kitka i sop i natopete ja vo krvta, što je blizu do vratite, i poprskajte gi pragovite i obata do vratnika so krvta, što je blizu do vratite. I nijedan od vas da ne izlegува ni s vratata kukina, to izutrina, i koja ke pominje Gospod da go porazuva Egipet, štom ke ja vidi krvta na pragoti na obata do vratnika, ke ja odmine Gospod ta vrate i nema da mu dozvoli na istrebitelu da vleze vo kukite vaši i da ubiva. Pazete go ova kako zakon za sebe i za sinovite svoji doveka, i koga pak ke vlezete vo zemljata, što ki vi ja dade Gospod kako što je reče, držete ova služba, i koga ke ve prašat sinovite vaši kakva vi je ta služba, odgovorite, to je pashalna žrtva na Gospoda. Koga gi odmina kukite na sinovite Izraeljevi vo Egipet, ubivajte gi Egiptjanite, a domovite naši gi začuva. Togaš narodot navednuvajki se pokloni i otkako otiduva sinovite Izraeljevi napravija, taka kako što im se poveda Gospod preku Mojsej i Aron, taka napravija. A na polnoć gi ubi Gospod site prvorodeni vo zemljata egipetska, od prvorodenio sin faraonov, koji trebaše da sedi na prestolu od njegov, do prvorodenio sin na zatvorenikot vo zatvora, i sve što beše prvorodena vo dobitokot, i stana faraonot vo taja nog, той и сите негови слуги и сите египтјани и настана голем пискот во целата земја египетска, зашто немаше куќа по која немаше мртовец. Тогаш ги повика фараонот Мојсей и Арон, нокта,
i im reče, stanete, odete si od narodot moj kako vije, taka i sinovite Izraeljevi, i izvršete mu služba na Gospoda kako što velite, zemete gi i ovcite vaši, govedata vaši, kako što veljevte, i odete si, pa i mene blagoslovete me. I Egiptjanite navaluva na narodot, što pobrzo da si odi od zemljata, zašto velja, site ki izgineve. I narodot si go zede testoto svoje, ušteni iskisnato, nokvite gi zavitkavo oblekite svoji, i go stavije na ramenjata svoji, i postapije sinovite Izraeljevi spored zapoveta Mojsejeva, i pobara od Egiptjanite nakiti srebreni, i nakiti zlatni, a i obleka, i Gospod napravi, ta narodot najde milost ka Egiptjanite, i tije im dadu ataka, tije gi obra Egiptjanite. I trna sinovite Izraeljevi od Ramzes za Sokhot, okolo 600.000 pešaci maži, ne smetajki gi tuka dečata, i mnogo druge pridojdeni otidoa su njih, i ovci i volovi golem broj otidoa su njih, a od testoto što go iznesua od Egipet. Ispekua beskvasni lepčine, zašto toa ušće ne beše skisnato koga gi stera Egiptjanite i ne može da se zadržuva, taka što duri ni hrana za popat ne si prigotvija, premeto pak što go pomina sinovite Izraeljevi vo Egipet i vo zemljata Hananska tije i nivnite tatkovci iznesuvaše 430 godini, a koja se navrše 430 godini, nok je vujstio ten izglede seta vojska gospodova od zemljata Egipetska, ta nok koja Gospodja probdeja za da je izvede od egipetskata zemlja, to je nok bdenije za Gospoda koje treba da go praznuva sinovite Izraeljevi od koljeno na koljeno. I im reče Gospod na Mojse i na Aron, zakon za Paschata je nijedan tuginec da ne jade od neja, a svekoj rob vaš ili kupen za pari od kako ga obrežete, togaž može da jade od neja, priroden ili najemnik da ne jade od neja. Vojenna kuća treba da jadete, ne ostavajte za izutrina i ne iznesuvajte nadvor od kućata i koskite od žrtvata da ne kršite. Celo to opštestvo Izraeljevo neka pravi taka, ako dojde kaj vas nekoj tuginec i posla kada je praznuva Paschata Gospodova, neka mu se obrežat site od mašio pol. Pa potova neka poče da je praznuva i ke bide kako roden vo ta zemlja, inaku nikoj ne obrezan da ne jade od neja. Jedan zakon neka ima za rodeniot vo ta zemlja i za pridodeniot što došao među vas, i napravija site sinovi Izraeljevi kako što im zapoveda Gospod na Mojse i na Aron. Taka napravija i vo toj den gi izvede Gospod sinovite Izraeljevi od zemljata Egipetska su divnata vojska. Mu reče Gospod na Mojsej velejki, posveti mi go sekoje prvorodeno koje je otvora sekoja utroba među sinovite Izraeljevi, i od drugeto i od dobitokot, tije mene mi pripajast. I Mojsej mu reče na narod, pomnete go ovoj den, vo koji izlegovte od zemljata Egipetska, od domot na ropstvoto, zašto so raka silna vizvede Gospod od tamu i ne jadete ništo so kvas, zašto denes izleguvate vo Aviv, mesecot na novite plodovi. Zato koga Gospod ke te vovede po zemljata Hananska, i Hetejska, i Amorejska, i Jevejska, i Jebusejska, i Gergesejska, i Ferezejska, za koja im se zakolno na tatkovcite tvoji, da ga ti ja dade, zemljata vo koja teče med i mleko. Togaž služija ova služba v ovoj mesec. 6 dena jadete beskvasen lep, a 7. den neka bide praznik Gospodo. Beskvasen lep da jadete 7 dena i da ne se najde kaj tebe ništo so kvas, niti da se najde nejde kaj tebe kvas vo site tvoji predeli. I vo toj den kaži mu na sinot tvoji, velejki, ova je za ona što mi go napravi Gospod Bog koja izgledува od Egipet, i to neka ti bide znak na rakata tvoja i spomen pred očite tvoji, da zakonom Gospodov da ti bide v ustata, zašto so raka silna ti izvede Gospod od Egipet. Zato ono je znak za pozuvaj go sekoje godinamo privedano vreme, ako ga ne povede Gospod tvoj Bog vo zemljana Hananska, kako što se zakon od tebe i na tvoji tatkovci i ki ti ja predali na Gospoda, ki mu go oddeluvaš sekoje prvorodeno od maške od pol, što otvora utroba i sekoje prvorodeno od stadata ili dobitok od što go imaš, a je od maške pol, posveti go na Gospoda, a sekoje prvorodeno ostre zameni go su jagne. Ako pak nego zameniš, otkupi go i sekoje prvoroden će od čovek među sinovite tvoji otkupuvaj go. Ako ake te zapraša sino tvoji, togaš i ti reći što je to, kaži mu, zašto so raka silna ne izvede Gospod od Egipet, od domot na ropstvoto, od tih koga se ožestoči faraonot, da ne pušti, gubi Gospod sekoj prvoroden vo zemljata Egipetska, od prvenes čovečki do prvorodenog dobitovog, zato mu go prinesu na Gospoda kako žrtva, seko je maško, koje otvora utroba, a sekoj prvoroden među sinovite moji go otkupuva.
И тоа нека ти биде знак на раката твоја и постојано пред очите твои, бидејќи со рака сила ти изведе Господ од Египет, а кога фараонот го пушти народот, Бог не го поведе по патот кон земјата филистејска, иако е пократок, зашто Бог рече, за да не би да се покае народот кој ќе види војна, па да се врати во Египет. Бог го поведе народот по патот на пустињата кон Црвено море, а синовите Израелеви вооружени излега од земјата египетска и ги зеде Мојсей коските Јосифови со себе, зашто ги беше заколон Јосиф синовите Израелеви велејќи Господ навистина ќе ве посети, а вие тогаш понесете ги коските мои одовде со себе. Откако појдоа синовите Израелеви од Сохот со тврдја во Етам при крајот на пустињата. А Бог ги водеше по патот дење во столб од облак, а ноќе во столб во оган, светејќи им, и не се ставаше пред сиот народ столбот облак, дење ни столбот од оган, ноќе. И му рече Господ на Мојсеја, велејќи, кажи им на синовите Израилеви да свртат и да се утаборат пред Пи, Аирот во долината меѓу Магдол и морето спроти Веел, Сепфон, спроти него утаборете се крај морето. И така фараонот ќе им рече на своите луѓе за синовите Израилеви, заскитале во земјата, пустињата ги затворила, а јас ќе направам да се стегне срцето на фараонот и тој да појде во потера по нив, но јас ќе се прославам над фараонот и над сета војска негова и сите египтјани ќе познаат дека јас сум Господ. Тие така и направија. А кога му соопштија на царот египетски дека народот избегал, се измени срцето фараоново и слугите негови спрема народот, па рекоа, што направивме, па ги пуштивме синовите Израилеви, да не ни работат повеќе. И ја впрегна фараонот колата своја и сиот народ го поведе со себе. Зеде 600 коли по избор и колку што уште имаше коли египетски со нивните началници, а Господ направи да се ожесточи срцето на фараонот, царот египетски и на слугите негови и тргна во потера по синовите Израилеви, но синовите Израилеви врвеа под силна рака и се впуштија по нив египтјаните и сите коњи фараонови со колите и сета војска негова и ги најдоа во долината крај морето спроти Веел, Сепфон. А кога наближи фараонот се обзрнаа синовите Израилеви и што ќе видат, ете египтјаните идат по нив и синовите Израилеви се уплашија многу, па извикаа кон Господа и му рекоа, Мојсеј, зар немаше гробови во Египет, туку не изведе овде да изгинеме во пустињата? Што ни направи, со што не изведе од Египет? Или ти окажавме ова и во Египет, кога ти рековме оставине да им служиме на египтјаните, оти подобро ќе ни беше да им служевме на египтјаните, отколку да изгинеме во пустињата. А Мојсеј му рече на народ, не плашете се, застанете и ќе видите Господ како ќе ве спаси денес. Египтјаните како што ги гледате денес, нема повеќе никогаш да ги видите довека. Господ ќе се бие за вас и вие ќе бидете спокојни. И му рече Господ на Мојсеј, зошто викаш кон мене, кажи им на синовите Израилеви дека врват, а ти земи го стапот свој и протегни раката своја врз морето и раздели го, и нека минат синовите Израилеви среде море по суво. Но ете, јас ќе го стегнам срцето на сите египтјани и тие ќе тргнат по нив, а јас ќе покажам славата своја над фараонот и над сета војска негова, над коните негови и над конјаниците негови. И сите египтјани ќе познаат дека јас сум Господ што ќе се прославам над фараонот, над коните негови и над конјаниците негови. И се крена ангелот Господен што одеше пред војската на синовите Израилеви и застана зад нив. Се крена и столбот од облак пред нив и застана зад нив. А кога влезе меѓу војската египетска и меѓу војската на синовите Израилеви застана, на оние им беше темнина и мрак, а на овие им беше светлина. Така што преку цела ноќ не се доближија едните до другите и ја подигна Мојсеј раката своја над морето, а Господ го разбрануваше морето со јужен ветер, кој дуваше силно цела ноќ, па се направило морето суво и водата се раздели и појдоа синовите Израилеви среде море по суво и водата им стоеше како зид од десната страна и од левата страна, а египтјаните гонејќи ги појдоа по нив среде море. Сите коњи фараонови, колите и конјаниците негови, а во утринската стража погледна Господ на војската египетска од столбот огнен и обласниот и ја доведе во забуна војската египетска, па им ги врза тркалата на колите нивни, та одвај ги влечеа. Тогаш египтјаните рекоа да беган од израелците, зашто Господ се бие за нив против египтјаните. Тогаш му рече Господ на Мојсеја, пружија раката над морето и нека се собере водата врз египтјаните и да ги покрие колите нивни и конјаниците нивни, и Мојсеј ја пружи раката врз морето. И пред зори пак се поврати со својата сила, а египтјаните тргнаа да бегаат кон морето и Господ ги фрли египтјаните среде море, а кога се поврати водата ги потопи колите и конјаниците со сета војска фараонова,
со се што беше тргнало кон нив, и не остана ниеден од нив. Синовите пак Израилеви минаа среде море по суво, водата стоеше како цвит од десната страна и од левата страна, и ги избави Господ израелците во тој ден од рацете на египтјаните, и ги видеа синовите Израилеви египтјаните што изумреа на брегот морски. Ја виде Израел силата голема што Господ ја покажа над египтјаните, и народот се уплаши од Господа и поверува во Бога и на неговиот угодник Мојсей. Тогаш Мојсей и синовите Израилеви ја запеаја оваа песна на Господа, велејќи: да го воспјам Господа, зашто славно се прослави, коњите и коњаниците ги фрли в море, помошник и закрилник ми беше во спасението, он е Бог мој, и ќе го прославувам, Бог на таткото мој, и ќе го превознесувам. Господ ги ништи војните, името му е Господ. Колите фараонови и војската негова ги фрли в море, избраните војводи негови се удавија во Црвено море, бездните ги покрија, тие потонаа во длабочините како камен. Десницата Твоја, Господи, се прослави со сила, десната рака Твоја, Господи, го уништи непријателот, и со величието на славата Твоја Ти ги собори оние кои станаа против Тебе, Ти го изли гневот свој и тој ги изгоре како слама. Од здивот на гневот Твој водите се расцепија, водите се издигнаа како беден. Среде морето брановите се затврднаа, непријателот рече: ке гонам, ке стигнам, плен ке разделам, ке го господари раката моја. Ти дувна со здивот Твој и морето ги покри, и тие потонаа како олово во силните води. Кој е како Тебе меѓу боговите, Господи? Кој е како Тебе прославен во светоста Своја, прекрасен по славата Своја и Творец на чудеса? Ти ја пружи десницата Своја, а земјата ги голтна. Според милоста Твоја го водеше народот кого Ти го избави и го утешуваше со силата Своја, водејќи го во живеалиштето на светоста Твоја. Народите ќе чујат и ќе се вознемират. Ужас ќе ги опфати жителите на земјата филистејска. Тогаш ќе побрзаат и поглаварите едомски, страв и трепет ќе ги обземе кнезовите моавски, ќе се уплашат сите жители ханански, нека ги опфати страв и ужас од силата на раката Твоја, нека онемеат како камен, додека не помине народот Твој, Господи, додека не помине народот овој Твој, кого си го придобил. Одвете го и сместете го во планините, наследството Твое, во место кое Ти, Господи, си го приготвил за живеалиште Свое, во светилиштето создадено со рацете Твој, Господи. Господ ќе царува секогаш и во вечност, кога коњите фараонови со колите негови и со коњаниците негови влегоа во морето. Господ ги поврати врз нив водите морски, а синовите Израилеви поминаа по суво среде море. И пророчицата Маријам, сестрата Аронова, зеде тимпан во раката своја, а по неа излегоа сите жени со тимпани и во хор, и запеа Маријам пред нив: пејте му на Господа, зашто славно се прослави, коњот и коњаникот в море ги фрли. Потоа ги изведе Мојсей синовите Израилеви од Црвеното море, и тие се упатија во пустињата Сур, и одејќи низ пустињата 3 дена не најдоа вода за пиење. Дојдоа во Мера, но не можеа да пијат вода во Мера, зашто беше горшлива. Затоа и го нарекоа тоа место Мера. Тогаш народот почна да вика против Мојсеја, велејќи: што ќе пиеме? Извика Мојсей кон Господа, и Господ му покажа дрво. Тој го фрли дрвото во вода, и водата стана сладка. Таму му даде наредби и закони, и таму го подложи на испитание. И му рече: ако го послушаш добро гласот на Господа твојот Бог, ако правиш што е угодно пред очите негови, ако ги слушаш заповедите негови, ако ги пазиш сите наредби негови, нема да ти пратам ниедна од болестите што ги пратив над Египет, зашто јас сум Господ Бог твој целител. Потоа стигнаа во Елим, таму имаше 12 извори и 70 палми, и сите се утаборија тука крај водите. Од Елим се кренаа и целата заедница на синовите Израилеви дојде во пустињата Син, која се наоѓа меѓу Елим и Синај, во 15-тиот ден од вториот месец откако излегоа од земјата египетска, и почна да се буни целата заедница на синовите Израилеви против Мојсей и Арон. И им рекоа синовите Израилеви: о, да бевме умрели од раката Господова во земјата египетска, кога седевме покрај котлите со месо и јадевме леб до насит. Не изведовте овде во оваа пустиња за да го умрете целото ова множество со глад. А Господ му рече на Мојсей: еве ќе пуштам да паѓа леб од небото, и народот нека излегува секој ден и нека собира колку што е потребно за тој ден, за да го испитам ќе постапува ли според законот мој или не. А во 6-тиот ден, кога ќе го зготват она што го собрале, и тоа ќе биде двојно од она што го собираат секој ден. Тогаш Мојсей и Арон му рекоа на целиот збор на синовите Израилеви:
Вечерва ке познаете дека Господ ви изведе од земјата египетска, а утре ќе ја видите славата Господова, зашто Господ го чу негодувањето ваше против Бога, што сме ние, та да се буните против нас. Потоа рече Мојсей, вечерва Господ ќе ви даде месо да јадете, а утре изутрина леб до наситка. Оти го чу Господ повикот ваш, што го дигнавте против него. Кои сме ние? Вашиот повик не е против нас, туку против Бога. И му рече Мојсей на Арон, кажи му на целото општество на синовите Израелеви, застанете пред Бога, зашто он го чу повикот ваш. И кога Арон му зборуваше на целото општество на синовите Израелеви, тие погледнаа кон пустињата, а тоа славата Господова се појави во облак и му рече Господ на Мојсеја велејки, го чув негодувањето на синовите Израелеви, кажи им и речи, вечерва ќе јадете месо, а утре ќе се наситите со леб и ќе познаете дека јас сум Господ Бог ваш. Вечерта долетаа по полошки и го прекраптија таборот, а утрината беше паднала роса околу таборот. И ете, кога се крена росата, а тоа по пустињата лежи нешто ситно, како коријандер, зрнесто, бело како слана по земјата. И кога видоа синовите Израелеви си велеа еден на друг, што е ова? Оти не знаеа што беше тоа, а Мојсей им рече, тоа е лебот што ви го даде Господ да го јадете. Еве како заповеда Господ, собирајте од него секој колку што му треба за јадење, по еден комор на лице, според бројот на членовите ваши, секој од вас со домашните собирајте. И направија така синовите Израелеви, собираа кој повеќе, кој помалку. Па мереа со комор и кој беше собрал повеќе, излишок немаше, а оној помалку немаше недостиг. Секој собра оноко колку се му требаше. И им рече Мојсей, никој да не остава од тоа за утре. Но тие не го послушаа Мојсеја, туку некој оставија од тоа за утре, а тоа му влоза и се смириса, и се налути Мојсей на нив. И така тие го собираа секој утро рано, секој колку што имаше потреба, а кога сонцето ќе изгрееше, маната се топеше, а во шестиот ден собраа од тој леб двојно повеќе, по 2 гомора за секого, и дојдоа старешините народни па му јавија на Мојсей, а Мојсей им рече, еве заповедта што ја кажа Господ, утре е саботен ден, свет одмор за Господа, што ќе печете, и што треба да варите денес. А што ќе преостане, соберете го и пазете го за утре, и оставија од него за утре, од како што заповеда Мојсей, и тоа не се смириса, ниту имаше црвје во него. И рече Мојсей, јадете го тоа денес, бидејќи е денес сабота посветена на Господа, денес нема да најдете мана во полето, 6 дена ќе собирате, а 7-миот ден е сабота, тогаш ќе ја нема. И на 7-миот ден излегоа некои од народот да собираат, но не најдоа. А Господ му рече на Мојсей, до која ќе се противите на заповедите мои и на законот мој? Ете, Господ ви дал денес сабота, затоа во 6-тиот ден и ви дава леб за 2 дена, останете секој на своето место и во 7-миот ден никој да не го напушта местото свое, и се одмараше народот 7-миот ден. И синовите Израелеви тој леб го нарекоа мана. Тоа беше како семето коријандрово бело, а по вкус како медено колаче. Тогаш им рече Мојсей, еве што заповеда Господ, наполнете еден гомор мана, за да се запази во родовите ваши, за да го видат лебот што го јадевте и со кој ве хранев во пустињата, кога ве изведов од земјата египетска. И му рече Мојсей на Арон, земи златен сад и стави во него еден гомор мана и постави го пред Бога, за да се пази од колено до колено ваше. И го постави Арон пред ковчегот на сведоштвото, за да се чува како што му беше заповедал Господ на Мојсеја. Синовите Израелеви јадеа мана 40 години, додека не дојдоа во населена земја, и јадеа мана додека не стигнаа до границата на земјата хананска, а гоморот е 10 дел од ефа.